Од 27 јуни до денес, 3 јули, градската депонија Кајалинци во близина на град Прилеп гори и представува нова еколошка бомба во срцето на Пелагонија. 6 дена депонијата во Прилеп гори, а полето е исполнето со чад и канцерогени состојки кои се голема закана за здравјето на граѓаните, особено на земјоделците кои работат по нивите, но и на вработените во странските фабрики во индустриската зона Алинци. Дали за оваа еколошка катастрофа некој ќе одговара и што ли работат од јавното комунално претпријатие Комуналец, под чија надлежност е депонијава? Загрижен ли е заменик министерот за животна средина господин Макрадули, бидејќи најплодната рамница во Македонија доживува труење од невиден размер? Дали за оваа штета што се предизвикува ќе постои одговорност од градоначалникот Илија Јовановски и директорката на Комуналец Ирена Станковска? Или, како и за се друго, луѓето од власта на СДСМ ќе останат недопирливи? Вака ли изгледа новиот концепт на старо-новиот председател на СДСМ од Прилеп, господин Миле Талески, и вака ли ќе работи во интерес на граѓаните? Во период кога граѓаните се соочуваат со екстремни горештини, само поради неспособноста на власта, мораат да дишат и отровен воздух. За тоа колку е сериозен проблемот зборува и оваа фотографија на која се гледа голем облак од шат над градот, иако надлежните велат дека огнот е ставен под контрола. Почитувани, после скандалот во кој граѓани информираа дека тињата и талогот од пречистителната станица се закопува во земјоделско земјиште, ова е втор случај на загадување на животната средина, пред кој локалната власт молчи. Толку од ветувањата на градоначалникот за еколошки и чист град. Умира и последната надеж дека овие луѓе нешто ќе направат за Прилеп и прилепчани. Поради нивната неспособност да раководат со општината и јавните претпријатија, станаа синоним за неспособност на локално раководство во Република Македонија.